Добра вечер, Дневник на КТВ, 8 јули 2026. Седница на Комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, избрана за председател на оваа комисија. Градоначалничката на општина Неготино, Марија Нацева, е избрана за председател на комисијата за следење на развојот на системот за финансирање на општините на 54-та седница. Ова е првиот состанок на комисијата во новиот состав на градоначалници, чии мандати започнаа минатата година по спроведувањето на локалните избори, а во ова тело беа номинирани од управниот одбор на ЗЕЛС. Во оваа комисија мнозинството членови се представници од локалната власт, односно од вкупно 13 члена, 7 се градоначалници, а останатите се представници од министерствата, од каде што општините добиваат блок дотации за спроведување на дел од своите децентрализирани надлежности. Присутните избраа и заменик председател на комисијата Радмила Сандева и секретар Александра Петкановска и двете представници од Министерството за финансии. На дневен ред на седницата беше ставена и точка за утврдување на деловник за работа на комисијата, која воедно беше усвоена од присутните, а се дискутираше и за предлог уредбата за методологијата за распределба на средствата од приходите од данокот на додадена вредност по општини за 2027 година и предлог уредбата за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од областа на културата за 2027 година. Бе изнесени ставовите на ЗЕЛС за неопходноста од зголемување на средствата за локалната власт во насока на обезбедување поголема финансиска стабилност на општините. Во двете формули не беа предвидени измени, па присутните едногласно ги усвоија. Под точката разно се дискутираше и за останатите уредби што треба да ги разгледува комисијата, меѓу кои за основно и за средно образование, како и уредбата за блок дотациите за социјална грижа. Се очекува во следниот период комисијата да одржи нов состанок на кој на дневен ред ќе бидат ставени токму овие уредби. Општина Кавадарци ги известува сите правни и физички лица кои вршат угостителска дејност на територијата на општината дека започнува постапка за евидентирање на угостителските објекти кои користат музика согласно Законот за комунални такси и одлуката на Советот на општина Кавадарци за утврдување на висината на комуналните такси. Изминатиот период се вршеше реконструкција на трета фаза на улицата Мишо Шкартов спој со улицата Фуштани. Во оваа фаза се изгради уште еден подпорен зид, се изврши порабување на улицата и за крај целосно се асфалтираше површина од 1260 метри квадратни, информираат од локалната самоуправа. Росоманчани започнаа да се пријавуваат за услугата бесплатен јавен превоз. Представници од јавното претпријатие Јавен превоз Кавадарци од денеска примаат барања и изработуваат картички за користење на оваа услуга. Во општина Росоман започна пријавувањето на пензионерите од оваа општина за користење на бесплатен јавен превоз. Представници од јавното претпријатие Градски превоз Кавадарци денеска започнаа со прием на барањата и изработка на картичките за користење на оваа услуга. Се повикуваат сите пензионери од општина Росоман, кои се уште не се пријавиле, да го направат тоа во предвидените термини и да го искористат ова право кое представува уште едно исполнето ветување и конкретна поддршка за повозрастните сограѓани од општина Росоман. Општина Росоман продолжува да работи во интерес на сите граѓани. Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Кавадарци денеска организираше отворен ден и ги представи своите активности. Почитувани представници на медиумите, чест и задоволство ми е што како председател на Општинска организација на Црвен крст денеска присуствуваме на отворениот ден на клуб на млади
каде што овие активности се одвиваат во 3 простории, значи за првата просторија е ПХВ, промоција на хуманите вредности, втората е прва помош и крводарителство и третата е дисеминација. Така да голема е честа и задоволството што како општинска организација на Црвен крст заедно со младите го искажуваме, значи волонтерскиот пристап на младите, хуманите вредности и како човечки принципи, човечка вредност во денешното економско општествено живење. Уште поголем публицитет му дава, значи ентузијазмот, креативноста, комуникацијата, значи и вештините кои што ги стекнуваат младите тука, и затоа го чувствувам, значи моето големо задоволство благодарение на вас медиумите, благодарение на сите чинители што се во нашето живење, значи социјални партнери, помагатели и така натаму, заедно со младите го промовираме волонтерскиот пристап, значи и целта е, значи, да се промовира волонтеризмот, значи хуманите вредности, солидарноста, и мислам дека оваквите активности, како што имате отворен ден и училиштата, така и кај нас имаме Open Day или отворен ден, значи, на крводарителството, и дека се поддржани и од наша страна како раководен орган, заедно со секретарот, заедно со подпредседателот и со сите чинители на менаџирањето, и сметам дека нашата заедница преку промоцијата, значи, на хуманите вредности што овие млади личности ја промовираат, и дека му гарантира патот на успехот во тој поглед. Порака е сите млади, значи, да во ова наше, значи, живење, тука е апел до родителите, значи, и подмлаткарите, сите се од основно па и средно образование и така натаму, да се вклучат активно во овие хумани вредности, бидејќи Црвениот крст е една реномирана светска независна организација која што ги собира, значи, и младите кои што учествуваат во најразлични акции спрема календарот на активности кои што ги има Црвениот крст, значи, така да се надевам дека во младите креативноста, храброста, ентузијазмот, значи, волјата за успех, и нека повелат, канцеларите се отворени, значи, во секој момент клубот на млади функционира безпрекорно, значи, во нашата општинска основна организација и е поддржано од наша страна, значи, јас како председател со менаџерскиот тим, значи, на највисоко ниво. Денес како секретар срцето ми е полно, значи просториите на Црвен крст Кавадарци се полни со наши млади, се отворен ден е за Црвен крст, децата имаат презентација како се прави прва помош, презентација, обична дисеминација за општо за Црвен крст, преполни се канцелариите, имаат прожитка низ Црвен крст да видат каде се работи, како се работи, има и повозрастни волонтери, мислам повозрастни по-долги години што се, има и нови што се дојдени од година, здравје Боже, че ни се приклучат во програмите. Сакам да упатам апел до вашите гледачи, без оглед на нивната возраст, да се приклучат како волонтери на Црвен крст, затоа што Црвен крст ги вреднува правите вредности на човекот. Јас сум волонтер веќе многу години поред и чувството е неописливо. Навистина во мене буди енергија која што е поразлична од другите, ме тера да се чувствувам среќна дека знам дека сум помогнала на некому. Би посакала што повеќе млади да се приклучат на Црвениот крст во Кавадарци, бидејќи имаме многу интересни активности овде и навистина значи многу да знаеш да помогнеш некому кога е најпотребно. Јас сум веќе 4 години волонтер, односно 4 години имам поминато во вратите на Црвениот крст и верувајте, секое утро кога ќе станам, јас не можам да го замислам денот без да помислам на Црвениот крст. Веќе сум 2 години дел од клубот на млади при општинска организација на Црвен крст Кавадарци, а од оваа година со гордост можам да кажам дека на последните избори бев избран за лидер на клубот на млади. Не можам да се замислам сами од себе. Едноставно пораснав во Црвениот крст и ми стана дел од карактерот. Размислувам во методологијата на Црвениот крст. Би ги охрабрил да поднесат иницијатива, да не се плашат, да чукнат на нашите врати и да ни се придружат. Бидејќи, како што кажав и пред тоа, овде растеме и се развиваме. Не само што тоа учиме нови вештини, туку и се развиваме. Ние сме вистинското место за секој младинец. Јас сум Цветанка и јас бев активен волонтер во Црвениот крст, ето дека не се запишав во медицинското училиште во Битола. Во моето слободно време доаѓам во Црвениот крст за да ги посетам и да видам како се со нивните активности. Многу ми е мило кога ќе видам вака нови волонтери кои што доаѓаат да видат што се случува. Порака до младите да бидат хумани, да доаѓаат во Црвениот крст и да волонтираат за тоа што тоа е најдобро од се. Јас сум Наталија Ѓорѓева, веќе 4 години волонтер во Црвениот крст. Денес сум заменик лидер на клубот на млади.
На младите сакам да им порачам да бидат промената која што сакат и тие да видат. Тоа најмногу можат да го остварат овде, баш во Црвениот крст, и би им препорачала да не се придржат заради тоа што тоа ќе биде одлука која што ќе им го промени живот. Синоќа во Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци беше промовирана книгата посветена на фудбалскиот клуб Габер. Библиотека Феткин Кавадарци во рамки на Кавадаревско културно лето оваа година организира промоција на книгата Вистински фудбалски судиски приказни на Ристов Диме Кана. Ова монографија е по повод 65 години основањето на фудбалскиот клуб Габер од Ваташа. Оваа монографија покрај сите податоци и личности кои што се спомнуваат во неа изобилува и со настани и случки кои што се случиле и кои што нема да дадат Габер да биде заборавен во иднина. Промоцијата, освен самата промоција на книгата, има и едно изненадување. Тоа е промоција на новата химна на Габер Ваташа и за нас специјални гости оваа вечер се кавадаревски срца кои што за време на целата промоција ќе го носат дресот на Диме Ристов Кана. Долго време помина од кога се спремав да напишам нешто за фудбалот по-конкретно. Тежок беше патот да постигнеме нешто, да дојдеме до фудбалска екипа. Почнеме како деца мали со парталавата топка. Игралиште немавме. Со тешки маки преко структурите во општината успеавме да дојдеме до игралиште. Формиравме клуб, дојдовме до игралиште. Децата од Ваташа, покасно Калници Кана ја превија, беа животи за селото и за градот и пошироко. Во фудбалот, со фудбалот и за фудбалот Ваташа гинеше. Ние у Ваташа имавме и една навивачка група Ваташка фаланга, која што немаше никаде. Тоа беше нешто неописиво. На секој надпревар, после секоја победа, а и после пораз, зурите тепаници свиреа. Тоа беше време, баво време за што носеше радост, задоволство, чеив правеше. Со текот на времето, публиката од Тиквеш скоро се пресели на Ваташката Калница. Имаше и по 500 и по 1000 и по повеќе публика што доваѓаа таму. Ваташа беше хит, имаше падови, имаше и успони. На 2 пати влеговме во втора македонска лига. Солидно се држевме. Најмногу ни помага од Тиквеш. Неафирмирани доваѓа и афирмирани фудбалери. Неафирмираните година-две известен период ќе поминат кај нас, пак Тиквеш си ги зимаше назад за да ги стави во првата екипа. И тоа беше една добра соработка меѓу двата клуба, која што не се заборава. Тоа остави траги на квалитетен фудбал у градот, на квалитет уопште и на целокупното живење и за спортот у градот. Во Винскиот музеј во Кавадарци се одржа ликовна работилница насловена "Сликаме за мојот роден крај". Како и секоја од изминатите години, така и ова година ја одржуваме манифестацијата "Сликаме за мојот роден крај". Се одржува во соработка со Винскиот музеј, како домаќини, Општина Кавадарци и Сдруженијето љубители на уметноста и културата Родно Крајци. На овој настан земаат учество млади деца од 3 години па до
средно училиште, каде што сликаат и творат на тема за својот роден крај, а техниката ова година ќе биде акварел. Продолжуваме со дневникот. Македонија клучна транспортна крстосница на Балканот се остварува. Интензивно се работи на автопатите, завршени се експресните Градско-Фариш, Страцин-Крива Паланка, подготовки за Кочани Делчево и Струмица Радовиш, пресконференција на владеачката ВМРО ДПМН. Со посветена работа од владата предводена од ВМРО ДПМН се остварува стратешката визија Македонија да стане клучна транспортна крстосница на Балканот. Како никогаш досега, во поновата историја на државата се случува голем бум на градежништвото. Како еден од главните драйвери на економскиот развој се градат патишта, автопатишта, експресни патишта. Тоа го потврдуваат и од последните податоци на Државниот завод за статистика, кои велат дека за месец април имаме исклучително висок степен на реализација на капитални проекти, што е за речиси 1/3 подобар за истиот месец од лани. Ваквиот градежен бум се должи на 2 години интензивна, посветена и макотрпна работа на владата за изнаоѓање на решенија, решавање на наследени и тековни проблеми, инвестиции кои развиваат економијата и го подобруваат животот на сите граѓани во Република Македонија. Интензивно се работи на завршување на останатиот дел од автопатот Кичево-Охрид, од кој 37 километри се пуштени во употреба и граѓаните веќе ги користат. Следниот месец почнува изградбата на автопатот Скопје-Блаци, со што веќе се обезбедени средства, избрани се консултантот и изведувачот кој Македонија ќе ја поврзе со Косово и со пристаништата во Албанија и во Црна Гора. Сериозен прогрес на градежните работи има и на автопатиштата од коридорот 8 и 10D. Со изведувачот е постигната нова динамика за изградба на автопатиштата Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани и Прилеп-Битола. Забрзани се постапките за експроприација и решени се преку 2500 постапки. Остануваат уште мал број на постапки да се дорешат. Се поништи одлуката на претходната влада за изградба на тунел на трасата Гостивар-Букојчани, со што заштедени се 252 милиони евра во буџетот, додека на делницата Прилеп-Битола веќе од следната година очекуваме да се вози по едната лента. Тука си експресните патишта Кочани Виница Делчево и Струмица Радовиш, за кои почнаа подготовките за нивна изградба. Тоа се проекти кои со години се ветувани и никој досега, ни една власт, не направи ништо за изградба на овие патишта. Кога сме кај експресните патишта, не смееме да ги заборавиме Градско-Фариш и Страцин-Крива Паланка, кои се дел од коридорот 8, кој по долги години застој владата на ВМРО ДПМН целосно ги заврши и ги пушти во употреба. Се инвестира и се гради во секој дел од државата. Инфраструктурно се развиваме насекаде, со крајна цел исполнување на стратешката визија Македонија да стане клучна транспортна крстосница на Балканот. Владата ги излажа пациентите. Лекот Фостер поскапе, бесплатниот го нема. Обвинување на денешната пресконференција од СДСМ. Почитувани граѓани, владата на Мицкоски ги изигра и ги излажа пациентите кои боледуваат од астма и хронична обструктивна белодробна болест. Прво, Фондот за здравствено осигурување ја зголеми цената на лекот Фостер од 300 на 1080 денари. Во оваа сиромаштија, во која ВМРО ги доведе граѓаните, многу пациенти едноставно немаат можност да издвојат уште 780 денари плюс за терапија без која не можат нормално да живеат. Фондот им вети на пациентите бесплатен генерички лек како замена за лекот Фостер. А сега, ниту тој генерички лек на рецепт кој е бесплатен, според информации кои стигнаа до нас, се уште го нема во аптеките. Ова е бесрамно поигрување со здравјето на хронично болни пациенти, чие здравје зависи токму од овој лек. Тотален хаос, негрижа и неодговорност. Ова, почитувани, не е лек што може да почека. За пациентите со астма и хронично обструктивна белодробна болест, тоа е секојдневна терапија без која болеста може сериозно да се влоши. Овие пациенти зависат од редовната терапија и секое нередовно земање на лекот може сериозно да го влоши нивното здравје.
И кој ќе понесе одговорност тогаш? За жал, ова не е прв пат граѓаните да останат без неопходна терапија. Минатата година онколошките пациенти беа оставени без биолошка терапија. И најиронично е што човекот кој направи хаос во Фондот за здравство, Мицкоски го награди со министерска функција и тоа повторно во ресорот здравство. После 2 години од ВМРО на власт се случува распад на здравствениот систем кој не може да го заштити она што е највредно – здравјето на граѓаните. Наместо функционален здравствен систем, имаме систем во кој пациентите секојдневно стравуваат дали ќе ја добијат терапијата што им го спасува здравјето и животот. СДСМ бара одговорност и преземање итно мерки за обезбедување непречена достапност на терапијата за сите пациенти. Здравјето не смее да биде жртва на оваа расипничка влада, која толку го испразни буџетот за својот луксус и за тендери, што сега пациентите ја плаќаат цената. Престанете да си поигрувате со здравјето на граѓаните. Граѓаните заслужуваат здравствен систем што ќе се грижи за нив, а не власт која од ден на ден им го отежнува лекувањето и им го загрозува животот. СДС, Левица и ДУИ прво нека се договорат меѓу себе што сакаат од изборниот законник. ВМРО ДПМН е подготвено за разговор, порача портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски. Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ прво нека се договорат меѓу себе што сакаат од изборниот законник, а ВМРО ДПМН ќе прифати се што ќе побараат. Само диаспората да гласа по електронски пат или по пошта. Македонската јавност е сведок на целосна политичка конфузија од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ во однос на новиот изборен законник. Не може еден ден да се договараат, а следниот ден да го блокираат истиот тој закон кој веќе бил договорен. Не може во јавноста да пласираат различни тези, а зад затворени врати да преговараат за сосема други прашања. Затоа ги повикуваме најпрво да се договорат меѓу себе. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи. И конечно да седнат и да се договорат дури и за моделот за изјаснување на диаспората. Сето тоа кој што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас, ние тоа ќе го прифатиме. ВМРО ДПМН нема проблем да разговара за секое прашање што е важно за унапредување на политичкиот систем, за продолжување на реформите, за европската интеграција на државата и за интересите на сите граѓани. Нашата определба е диалог, а не блокади. Изборниот законник не смее да биде жртва на дневно политички калкулации. Доколку СДС, Левица и ДУИ изградат единствен став и покажат искрена волја за договор, ВМРО ДПМН е подготвено веднаш да седне на маса и да разговара во интерес на државата и на сите нејзини граѓани. Андреј Петров и неговиот елитизам. Младите се носачи на плакати, а членовите на СДСМ недостојни за истата маса. Реакција на социјалдемократската младина. Андреј Петров во емисијата во Центар покажа дека старите навики тешко се менуваат. Младите социјалдемократи кои не се согласуваат со неговата иницијатива ги нарече носачи на плакати, а обичните членови на СДСМ луѓе со кои не сака да седи на маса, бидејќи не се на иста бранова должина со интелектуалците. Ова доаѓа од човек кој како генерален секретар во 2013 година ја одведе партијата во тежок пораз, а потоа и самиот изгуби како кандидат за градоначалник во општина Карпош. Тогаш младите беа во првите редови на неговата кампања. Денес, кога истите тие јасно ја препознаа неговата платформа како уште една верзија на Знам 2.0, проект смислен за слабење на СДСМ и платформа смислена за спас на Мицкоски, Петров реагира со ароганција и навреди. Наместо да одговори на аргументите, тој ги омаловажува оние кои се борат против организираната криминална група што ја уништува иднината на младите. Уште поопасно е што отворено кажува дека не сака да седи на маса со обични граѓани, работници и земјоделци, токму со оние луѓе кои со години го одржуваа на високи функции во партијата. Додека Андреј Петров се оддалечува од членството и граѓаните,
Председателот Венко Филипче е секојдневно со нив, на терен, во разговори и во борба за нивните проблеми. Благодариме што јавно покажавте што навистина мислите за членовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Сега е јасно зошто оваа иницијатива не е реформа, туку платформа за спас на Мицкоски и уште еден обид за уривање на опозицијата одвнатре. ГРК Тиквеш доби зелено светло за настап во ракомет на Европа. Македонскиот ракомет оваа сезона ќе има 4 представници во ЕХФ купот, а само Пелистер ќе игра во Евролигата. Македонскиот ракомет, за жал, оваа сезона ќе има само еден представник во групната фаза на Евролигата на ЕХФ за сезоната 26-27, а тоа ќе биде Еврофарм Пелистер. Битолскиот клуб ќе дочека жребката која е закажана за 17 јули од првиот шешир, што значи дека ќе биде меѓу носителите во излекувањето на групите. Иако градскиот ракометен клуб Охрид бараше вајлд карта како актуелен освојувач на ЕХФ Европскиот куп да игра во второто по ранг над преварување на ЕХФ, на крајот сепак не ја доби, иако очекуваше такво нешто. Покрај Еврофарм Пелистер во првиот шешир се наоѓаат и Фленсбург, Нексе, Татабања, Савехов, Извиđач, Бенфика и Бидасоа Ирун, што значи дека македонскиот вице-шампион ќе ги избегне овие силни ривали во групната фаза. Во групната фаза ќе бидат формирани 8 групи со по 4 екипи. Првопласираните и второпласираните тимови ќе обезбедат место во елиминацијската фаза. Првото коло е предвидено за 29 и 30 септември. При жребката ќе важи и стандардното правило на Европската ракометна федерација, според кое две екипи од иста држава не може да бидат излечени во иста група. Затоа пак македонскиот ракомет оваа сезона ќе има 4 представници во Европскиот куп на ЕХФ. На европската сцена ќе настапат актуелниот освојувач на трофејот Охрид, минатогодишниот победник Алкалоид, градскиот ракометен клуб Тиквеш и екипата на Бутел од Скопје. 3 македонски клуба ќе ги започнат своите настапи од второто коло. Охрид и Алкалоид ќе имаат предноста да бидат носители при жребката, додека Бутел ќе биде меѓу неносителите. Градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе игра во првото коло и ќе биде меѓу неносителите. Надпреварите од првото коло ќе се играат во двомеч, а пласман ќе обезбедат екипите со подобар вкупен резултат. Првите надпревари се закажани за 12 и 13 септември, додека реваншите ќе се одиграат на 19 и 20 септември. Жребката за првата квалификацијска рунда ќе се одржи на 14 јули. Тимот на Тиквеш од Кавадарци, четврта сезона поред, ќе биде дел од македонските представници на европска сцена. Во минатото Кавадарчани беа елиминирани од австрискиот Кремс, грчката Драма и турскиот Бешикташ, а сега Тиквеш за можни ривали ќе има екипи од типот на Берн, Будва, Палк, Дубочица, Спорт Тото, но и пречки што лесно може да се минат од типот на Омонија и Парнасос од Кипар, Еш од Луксембург, литванската Свиеса, естонската Мистра, односно црногорската Сутјеска. Следува и временска прогноза. Утре променливо облачно со сончеви периоди, наместа ќе има услови за појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец кој долж по Вардарието ќе достигнува брзина од 40 км на час, температурата до 33 степен. Ги следевте содржините во Дневникот, благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер.